Драги пријатели, секогаш кога ќе се спомене фразата како струга нема друга, лично морам да признам, мислев дека е поради Црн Дрин и Охридското езеро. Но грешна ми била проценката. Како струга нема друга, ради стружани, ради непокорни стружани, кои заедно со жарената револуција, со мнозинството граѓани на Република Македонија, оздробени од бетон на Никола Груевски ВМРО ПВР, направија прашина. Почитувани присутни, бетонот на Груевски се распрсна. Избори се откажуваат, аболиции се повлекуваат. Рековме дека нема да дозволиме и не дозволивме да се слушат потенцијално криминалните избори закажани за 24 април и 5 јуни ова година. Така и бидна. Рековме дека аболициите мора да се повлечат и се повлекоа. Ништо повеќе не им држи, ништо повеќе не им поминува. Се што кажа и излажа, од се што ветија се повлекоа. Почитувани присутни, кај властодржците зборот нема повеќе никаква смисла, ниту пак значење. Нивните зборови, нивните бетонирани, зборови, се претвараат во прашина секогаш кога ќе се судрат со моментот на реалноста. Мора да се потсетиме на блиската историја од година и половина. Нема да им заборавиме какви лаги ни тргнаа и нам и на граѓаните на Република Македонија. Започна со аферата Пуч. Ја обелодени лично лажгото и криминалецот Никола Груевски. Аферата Пуч со базните станици, жолтите комбиња, со странските служби. Ја спомена, излага и се пострамотија. Никој повеќе не ја споменува оваа лага, никој не верува во нивните лаги. За аудио снимките, за проектот Вистината за Македонија, рекоа дека е лажен, а снимките дека се сечени, лепени и што? Монтирани. Какви излегоа? Излегоа вистините. Рекоа дека нема да има преодна влада, бидна ќе бидне уштена која ќе ги докрајчи. Од другата страна, почитувани, има луѓе на кои може да им се верува. Луѓето од шарената револуција, овие млади луѓе тука од социјалдемократската младина и сите членови и симпатизери, поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз и широката коалиција. Рековме дека ќе извадиме вистината за Македонија, ја извадивме. Потенциравме дека преодна влада ќе се случи бидна. Побаравме оставки. Рекоа дека можеме да сануваме за нив. Падна 4, Груевски не е веќе премиер и нема ни да биде. Рековме дека ќе протестираме. Еве сме тука, протестираме и ќе протестираме до крај. Протестираме за фер, слободни и регуларни избори. Избори на кои граѓаните ќе можат да изберат власта која ја сакаат, а не она кој им краде гласови. Сега протестираме и против обструкциите кон специјалното јавно обвинителство. Бараме за скоро време Уставниот суд да се произнесе за уставноста на СЈО. СЈО мора да работи под полна пареа, а резултатите, односно апсените од власта, секој ден да ги гледаме на распит во СЈО. Бараме да се повлечат кривичните пријави и да се остават намира на рад граѓаните, младите луѓе, кои се дел од шарената револуција и се борат за слобода и правда. А сега имат кривични пријави за што? За фрлање со боја врз објектите, кои што се институции кои ја закочија нашата држава. Велат дека ги сквернавеле. Па Никола, дали има поголемо сквернавање од ова што ти му го направи на Република Македонија? Ова што го прават младите и шарената револуција е ремек дело. И тоа ќе продолжи до крај. Протестираме, почитувани, и за лицето кое привремено ја извршува функцијата претседател на Република Македонија да даде што? Оставка! 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 Оставка!
Но не само тоа, почитувани. Не протестираме само затоа што се криминалци. Протестираме и затоа што се некадарни, не ги бива, ни ја уништија државата. Ги упропасти и Струга и сите останати градови во Република Македонија. Ги упропасти и селата. Поради нивните дил-ориентед, криминални политики, над половина милион граѓани од Република Македонија се иселија, пред се млади луѓе. Над 180.000 наши сограѓани живеат со 1 евро на ден. Здравството ни го разболеа, социјалата ни ја клекнаа на колена, образованието ни го разводнаа. Секој новороденче се раѓа со 2000 евра долг. Протестираме на крајот на криштата затоа што нема правда. А стружани најдобро знаат, кога нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Нема правда, нема мир. Но за да има правда и за да има мир, сите ние за многу скоро ќе бидеме исправени пред еден голем предизвик, историски предизвик. Сите ние, и македонци, албанци, турци, власи, роми, и срби, бошњаци и останати, сите ние да се приклучиме кон историскиот поход кој ќе ни исправи пред референдумското прашање или Груевски или Македонија. Походот во кој одговорот ќе биде Република Македонија. Да сте живи и здрави, да живе Република Македонија, заедно одиме до крај, до победа. Македонија! Македонија! Македонија!